Колку пари чини да се дружите со слончиња во Тајланд? Остани до крај за да ја дознаеш цената. Ајде со мене во Elephant Jungle Sanctuary, каде што можеш со сати да се дружиш со слончиња. Ајде да се бањаш со нив, да ги нахраниш и воедно да научиш како изгледа еден нивен типичен ден. Искрено, мене ми е малку страв. Леко кави се, човече. Јас сум висок 1,90 м, така што можеш да замислиш колкави се они. Инаку секој од нив си има име и ова е Пуки. Кажи ми дека е присладко, нели? Ајмо да ги храниме слончињата. Дали знаеше дека кога слончињата ги мафтаат вака ушите, тоа значи дека се среќни и расположени за да ги погалиме. Иако ми беше страв да ги допрам, многу брзо сватив дека они ги сакаат луѓето и уствари сакаат да се дружат. Затоа што слончињата не јадат човечка храна, ние им спремивме специјални бомбици за нив, полни со ориз, банани и најразлични растенија кои што се полни со витамини. Фан факт, слоновите јадат премногу и затоа одат и многу често во тоалет, имаат премногу измет. Затоа вработените нашла начин како да го преработат истиот тој измет и да го претворат во хартија кој што се користи во училиштата во Тајланд. Ова буквално е колку кака од слон. Да. Пресмешно и преку не мириса на срање. Потоа имавме прилика да се бањаме со нив, но јас за жал ги заборавив купаките во хотелот, така што не можев да влезам. Леле, луѓе, слоновите беа пресмешни затоа што самите гњуреа и си помагаа едни меѓу други за да се избањат. Инаку ова е нешто многу важно кое што морам да го напоменам, а тоа е дека овој центар е етички и не дозволува слончињата да бидат злоупотребени на било каков и да е начин. Затоа што овие слончиња се спасени од места каде што биле повредувани и злоупотребувани, како на пример зоолошки, циркузи и така натаму. Сите средства одат директива за нивна грижа. Ако некогаш си се размислувал да дојдеш тука, те молам не се размислувај затоа што вреди. Леле, луѓе, ова беше едно од најубавите искуства кои што сум ги имал во животот. Значи, неверојатно. И за крај цената на едно вакво искуство, доколку патувате со Jungle Tribe, е 80 евра. Што мислиш, дали вреди? Пиши ми во коментар.